Горди сме на тоа што низ годините Македокс прераснува фестивал на кој што не се доаѓа само да се гледаат филмови, туку надвор од тоа се останува после филмовите, да се разговара, да се запознаат гостите, да се продискутира и едноставно да се ужива документарниот филм во овие 8 дена во Скопје. Сонот. Затоа самото мото, само сонот е стварност, не е за нас едно обично мото, туку тоа е некако длабоко вкоренето во сите нас, нешто што не отурнува напред, кога реалноста ни е претесна, кога едноставно зборовите не се доволни, туку ни е потребна слика, звук, тишина, чувство. Илинка исто така не научи дека филмот не е само за гледање, туку исто така и за паметење, а филмот е и грижа и упорност. Филмот што никогаш не изгаснува, на една мисла што преживува посвета на Илидејка Петрушева. Ние си ја викавме бабе, не затоа што ја чувствувавме како стара, баш напротив, туку затоа што сметавме дека Илинка во текот на својот живот, со својата заразна енергија, беше голем сонувач, еден вид на борец, не само за своите соништа, туку и за туѓите. И она, меѓу другото, и за нашиот сон, за Македокс, кој се вика Кон запад, во запата, ремек дело, кој што беше на сите значени фестивали, а пред овој долгометражен кубански филм, ќе го прикажеме краткометражниот документарен филм на Шкотскиот филмски институт, кој се вика Flowers Stand Silently, Witnessing, цвеќињата стојат мирно и сведочат, филм кој што зборува за една Палестина пред војната, кога Палестина била облеана со цвеќиња и изгледала како некој вид на сон. Ќе го прикажеме филмот Руини на Елена Чемерска, кој што беше на светска премиера, имаше на Шангај филм фестивал во Кина, а на Македокс ќе има македонска премиера. Исто така ќе го прикажеме и филмот на Милчо Манчевски, Добри луѓе, документарен филм кој зборува за немилиот настан што се случи во Кочани. Милчо и Елена Чемерска ќе бидат присутни на нашиот фестивал и по проекцијата ќе можеме да разговараме со нив. Знаеме дека Шпанија има развиена филмска продукција, а во последно време и се повеќе документарната сцена станува се позначена во Шпанија. Така да тука ќе прикажеме 7 долгометражни шпански филмови, неколку кратки. Земја во фокус програмата традиционално ја отвараме втората вечер на фестивалот, значи поглавното отварање на фестивалот во петок. Со филмовите Амилкар на режисерот Мигуел Еек и претходно ќе биде прикажан краткометражниот филм Murmurations на режисерот Ксавиер Мирадес од Каталонија. Ќе има и други кратки документарни филмови, како например италијанскиот Сувенир од Париз, филм кој што обработува темата на мигрантите, например на еден мигрант од Италија, како се снаоѓа и живее во Франција. Работилници, панел дискусии, секако програмата подсмоква нашата Маке Копродокс програма. И токму тоа сакаме да биде Македокс, место за средби, место на кое што се среќаваат филмот и публиката, каде што се среќаваат домашната и меѓународната документарна сцена, но и место на луѓето, особено на оние сонувачи кои што се уште веруваат дека сонот може да биде стварност. Држи од 22 до 25 август, тоа е работилница за монтажа на проекти од регионот кои што се во фаза на равкат, односно на завршување на своите филмови. Работилницата е под менторство на двајца реномирани монтажери, тоа се Касија Бониецка и Пер Киркегард.
Фокусот на оваа работилница нема да биде ставен на монтажата на филмот како целост, туку на почетокот на филмот, односно на првата секвенца, и ќе истражува како таа почетна секвенца всушност може да влијае на градење на структурата и драматуршкиот пристап на целиот филм. Форумот. Значајно е дека оваа година форумот ќе ги обедини директорите на балканските филмски центри. Тука ќе бидат присутни од Словенија, од Хрватска, од Албанија, од Косово, Бугарија, Грција и Македонија. Дополнително во изминатиот период се одржуваше и втората работилница која што ја имаме, тоа е работилницата за развој на документарни проекти од регионот. На оваа работилница имаме 8 проекти кои што својата јавна презентација, односно питчинг, ќе имаат на 26 август